Здраво, ова е 30-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Vanishing of Sydney Hall на Шон Кристенсен, во кој станува збор за млад и амбициозен писател, Сидни Хол, кој го сака Хантер С. Томпсон, Вилијам Гибсон, Дейвид Фостер Волес и останатите авангардни писатели на 20-тиот век и ќе напише новела за самоубиствена жртва во мал град именувана Suburban Tragedy, која ќе му обезбеди случаен успех на млади години и ќе ја надополни со новелата Stay of Execution, која што ќе му обезбеди номинација за Полицеровата награда и авторот ќе исчезне. Главниот лик е прогонет од сеништата на минатото. Грижата на совест за ненавременото реагирање раѓа трауми, а писателот пишува за нечујниот глас на безгласните кои претрпуваат емоционална и физичка тортура во предградијата и немаат пријатели и доволно блиски луѓе од кои би побарале помош. Нурнат во собствениот делириум и депресија, авторот го создава неговото второ дело, кое се состои од нафрлени тек на свест пасуси, збирка на почетоци во кои ликовите ги губеле идентитетите, осликувајќи го неговиот неконзистентен живот, кој го диктирало пишувањето, кое колку што му донело слава, толку му донело и пропаст. Нелинеарниот филм е бисер на независната американска кинематографија, близок со coming of age естетиката на 13 Reasons Why, преку љубовта на две антисоцијални индивидуи, глумени од Логан Лерман и Ел Фенинг, писател и муза, со пропратно насилништво кое раѓа нови жртви. Со фина филмска нишка се проткајани трите животни доби на претенциозниот писател, неговите средношколски денови со зачнатата љубов, издавањето на популарната новела која ќе му донесе светска слава и пропаста на истата со скитничкиот живот. Секој еден фрагмент на постоењето содржи силен пресврт кој сценаристите го држат понастрана од мнението на гледачот за да го интензивираат ефектот од неговото приложување. Дури на второ гледање, откако тајните се откриени, може да се забележи вештината на прикривање на сите можни клишеја кои им паднале на памет на сценаристите. Со оглед на тоа што станува збор за филм за пишување, режисерот бил свесен дека треба да компензира со силен визуелен потпис, за да не се претвори филмот во аудиокнига, па затоа криминогените чинови го потпалуваат действието со конфликтни ситуации во сите стадиуми, создавајќи јазол во грлото на гледачот од сексуална злоупотреба и самоубиствата. Филмот нуди коментар за една од најпроблематичните ситуации во рецепцијата на модерната уметност, односно настаните во кои ментално лабилни личности, подготвени да одземат нечии или собствениот живот, неиздржано го базираат тој подмолен чин на мотивација исцрпена од нечие уметничко дело, кое секако дека не е создадено конкретно за таа лична цел и намена, ниту пак служи како инспирација за истата, туку е само лесен начин за покажување на прстот кон уметникот, наместо кон вистинските причинители, околината, родителите, работата и средината која има најважен удел во доведувањето до неподносливата ситуација и политичарите кои ќе се обидат да поентираат од нечија трагедија. Главниот лик презема идентитети на личните демони, поради кои се кае во животот, па затоа дури и ликови кои накратко дефилираат во филмот носат со себе клучна улога во подемот и пропаста на младиот автор, глумени од Тим Блейк Нелсон, Блейк Дженер, Кайл Чендлер и Мишел Монаган. Јас сметам дека Логан Лерман имаше преголем залог за исполнување, бидејќи се носеше со 300 различни изведби на еден ист лик од три животни доби, но, иако поуспешен беше во раната возраст, отколку во славните денови, успеа да долови три персони во едно тело во фрагментираниот филм, не баре станува збор за 300 различни личности, како што Рајан Рейнолдс се соочи со тој предизвик во The Nights. Ова е вториот филм на Шон Кристенсен, и по Before I Disappear од 2014 година дознаваме дека отпочнува една солидна филмска кариера со здрави и уникатни независни продукти, што ми дава до знаење дека треба да се внимава на овој автор во иднина. Неговата екипа ја сочинуваат ко сценаристот Джейсон Долан, авторот на Enter Nowhere, со кого
деконструираше еден живот, доловувајќи ги сите негови точки на прекршување. Сабина Хофман е монтажерката која знае како треба да се комбинираат повеќе наративни теченија во една симбиоза на која не и се познаваат шевовите, а претходниот соработник на Шон, Даниел Кац, кинематографот кој го направи My Friend Dahmer да изгледа поубаво отколку што треба, е вешт манипулатор со светлина во интериерот и екстериерот. Најслаба алка е можеби музиката на Дарен Морс, но затоа верувам дека сите пари заминале на песната на Боб Дилан, која е дел од саундтракот. Мистериозната драма The Vanishing of Sydney Hall е Sundance филм по сите стандарди. Не е имун на летаргичната болест и смрт со цел присилно да се изнуди емпатија, но некако успеа да се издвои од нагомиленото купиште на слични малигни филмови поради умешно сосредоточеното сценарио и прецизна екзекуција. Филмот со години беше откупен од Ридли и Тони Скот да го продуцираат, пред Шон да се приклучи на екипата. Мене ме маѓе сослужувалката на претенциозниот филм со неговата комплицирана едноставност, па можеби и некој друг ќе се запознае со животот на Сидни Хол и ќе ја согледа неговата капкана филмска убавина во морето на филмски наслови. Ако морам да го евалуирам филмот, тогаш The Vanishing of Sydney Hall од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 30-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Постигнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!